Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Во денешното видео ви представуваме 10 убави ресторани во Македонија, кои вреди да ги посетите. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Освен гостопримството на народот и природните убавини, Македонија е позната и по традиционалната храна која е комбинација на домашната кујна, влијанието на Медитеранот и Блискиот Исток. Благодарение на многуте сончеви денови, умерената клима и плодната почва, македонската храна е богата со различни вкусови, причина поради која во Македонија има голем број на традиционални етно ресторани кои нудат преубава вкусна храна, примамлив амбиент, прекрасна природа. Ние во ова видео одлучивме да ви представиме 10 македонски автентични ресторани. Етно ресторан Куќа на мијаците. Ресторанот Куќа на мијаците се наоѓа во историски најзначајниот дел во Република Македонија, во славната Мијачија, која во историјата на нашата држава дала многу славни личности и преродбеници. Куќата на мијаците е изградена целосно во духот на традиционалната мијачка архитектура. Всушност, направен е спој на разновидните мијачки стилови на градска и селска архитектура од сите места каде што се распространиле мијаците. Ресторанот е со зафатнина од околу 500 метри квадратни и има повеќе простории, одаи, кои се украсени со традиционални дрвени тавани и розети, камини, мозаици. Складно разиграна орнаментика во преродбенски стил, карактеристична за мијачките простории од 19 век, старински лустери, дрвени миндери и паравани. За автентичноста на амбиентот придонесува и тоа што сите вработени во ресторанот се облечени во народни мијачки носии. Куќата на мијаците е многу повеќе од обичен етно ресторан, еден вид ресторан-музеј, спомен куќа на славното македонско мијачко минато. Тоа е место каде што човек може слободно да се одмори од секојдневните обврски, да научи нешто повеќе за историјата на тој крај и да ужива во прекрасната атмосфера и традиционалната кујна на мијачијата. Ресторан Туто. Хотел-ресторанот Туто е лоциран во селото Јанче, едно од неколкуте преостанати села во Македонија, кое го има задржано својот автентичен изглед. После долги години работа во странство, Тефик Тефиковски Туто решил да се врати во својот роден крај, во Јанче, а стекнатото работно угостителско искуство го искористил за отварање на хотел-ресторанот Туто. Со тоа овозможил заживување на целото село. Ресторанот е направен од камен и дрво според принципите на локалната традиционална архитектура. Ресторанот има капацитет од 400 гости, а самите тераси можат да угостат до 150 гости. Во ресторанот се служат локални и интернационални јадења, за чие приготвување се употребуваат само локални, органски, природни состојки. Прекрасни специјалитети подготвени во кујната на ресторанот Туто, традиционални македонски и интернационални јадења, во кои уживаат како домашните, така и многу странски посетители и гости. Во прекрасното село под Плакенска планина, родното место на големиот културен деец Петре М. Андреевски, во селото Слоештица, се наоѓа преубав угостителски објект Гостилница на Валајци. Во природниот амбиент се слуша жуборењето на реката, додека паѓа од високо по 2 букови цевки, влегувајќи во вртлок во двете дрвени корита на Валајците.
Една по друга се редат валајците и на крај Бела река продолжува кон Слоештица. Ресторанот, кој почнал со работа во 2019 година, нуди уникатна можност за малку одмор и уживање во природата на Плакенска планина и во течењето на реката низ валајците. Место каде можете да избегате од градската врева и да уживате во преубавите традиционални македонски јадења, подготвени на стар начин во фурна. Во подножието на планинскиот масив Јакупица, во близина на Македонски Брод, се наоѓа селото Белица. Низ селото тече бистрата планинска река Белешница, на чии бистри планински води е изграден мотел рибен ресторан Белица. Традиционална македонска кујна, брза и љубезна услуга, пријатен амбиент и прекрасно припремени риби и специјалитети кои секој посетител мора да ги проба. Ресторанот е сместен во недопрена природа, веднаш покрај реката Белешница и представува вистинско место за малку одмор и починка со прекрасните специјалитети на ресторанот Белица. Демирхисарското село Слепче и Слепченскиот манастир се навистина прекрасна можност за посета, можност за одмор, за прошетка и уживање во природата. Во склоп на туристичката понуда на Слепче, многу значајно место завзема прекрасниот етно ресторан Горна куќа. Ресторанот Горна куќа се наоѓа на надморска височина од 980 метри, со преубав амбиент, со многу етно елементи во својот инвентар и со поглед кон манастирот Свети Јован Претеча. Ресторан кој работи веќе 13 години од 2008 година, во сезона со преку 20 вработени. Тука можете да ги вкусите традиционалните јадења кои се типични за Слепче, како зелник, питулици, селски леп, месо печено во фурна. Преубава фурна во која јадењата се приготвуваат на дрва, на стар селски традиционален начин. Доколку решите да ги посетите таинствените и интересни камени кукли, односно веселата свадба, морате да го посетите и етно ресторанот Куклица. Сместен во непосредна близина на куклите, во недопрената природа на Куклица, изграден од камен со прекрасен двор, со навистина грижливо средено зеленило. Етноелементите се видливи на секаде низ ресторанот, а истовремено Куклица нуди и можност за пренокиште. Одлично место за малку одмор, малку починка со топло македонско кафе, со убава македонска храна, после прошетката низ камените кукли. Етно куќа кај мостот. Етно куќата кај мостот се наоѓа во село Зович, во регионот на Битолско Мариово. Етно куќата нуди традиционална македонска храна, карактеристична за регионот на Мариово, со голем број на традиционални етно специјалитети, како што се месо под сач, леп печен во фурна, домашно овчо сирење. Исто така во понудата е и можност за ноќевање во етно ресторанот. Доколку се решите да го посетите селото Зович и надалеку познатиот филмски мост, чистата градешка река, живописната природа и големиот број на места и локации во Мариово, обавезно посетете го и етно ресторанот кај мостот и уживајте во поволностите кои ги нуди. Во областа Азот, во општина Чашка, во горното изворишно подрачје на реката Бабуна, високо на планината Јакупица, се наоѓа селото Нежилово. Во склоп на селото од 1998 година активно работи рибник ресторанот Нежилово. Ново одредиште за посетителите на регионот Азот.
Да напоменеме дека ресторанот нуди и можност за преноќиште. Изграден во прекрасна недопрена природа, ресторанот располага со 16 соби, 65 кревети, 2 апартмани, сала за семинари за 100 посетители и рибен ресторан. Прекрасен и простран угостителски објект, љубезна и навремена услуга, место за малку одмор и уживање покрај преубавата и бистра Бабуна. Во Рибник ресторанот Нежилово доаѓаат гости од сите краишта на Македонија, а меѓу главните специјалитети на ресторанот се прекрасно припремените калифорниска и златна пастрмка. Ресторан Бабино. Етно ресторанот Бабино е вгнезден во недогледна шума во атарот на село Бабино, Демирхисарско. Комплексот опфаќа површина од 15.000 метри квадратни. Околу 2500 метри квадратни се водена површина, опколена со мала зоолошка градина, езерца за одгледување на речна пастрмка и простран зелен тревник. Бистрата планинска проточна вода на Бабинска река, која го полни рибникот, е со константна температура од 12 степени Целзиусови во текот на целата година и лето и зима, температура која е идеална за одгледување на калифорниска и речна пастрмка. Ова место е едно од најчистите еколошки места во нашата земја. Чистиот воздух, зеленилото на шумата и бистрата вода се идеални за малку одмор од секојдневието. Брзата и навремена услуга на љубезниот персонал, разновидните специјалитети на скара, како и одлично припремената риба, надополнети со преубавата природа и амбиенталноста на угостителскиот објект, се одлични причини за посета на етно ресторанот Бабино. Етно ресторан Топила. Сместен во преубавото мијачко село Гари во Западна Македонија, се наоѓа етно ресторанот Топила. Ресторанот започнува со работа во 1995 година, а во својата понуда располага со преубави традиционални јадења. Свежа риба од сопствениот рибник, краб и пастрмка, како и надалеку познатото овчо гарско сирење. Додека ја дегустирате прекрасната етно кујна на ресторанот Топила, можете да уживате во чистиот планински воздух, жуборот на Гарска река, како и зеленилото кое е секаде околу вас. Прекрасната македонска традиционална кујна, специјалитетите припремени на стар традиционален начин, под сач, во фурна, на скара, се одлична причина за посета на македонските етно ресторани, во кои, уживајќи во прекрасната недопрена природа, покрај жуборот на планинските бистри води и чистиот свеж воздух, човек може да ужива во убавите јадења карактеристични за нашето македонско поднебје. Ви благодариме на вниманието. Доколку ви се допадна видеото, кликнете subscribe, клучете известувања и споделете го видеото со вашите пријатели. А доколку сакате додатно да не поддржите, достапна е опција да станете специјален член на каналот со кликнување на копчето Join и со почетна цена од 120 денари добивате одредени поволности. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.